Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Дали Зоран Заев и фамилијата ги злоупотребуваат институциите во прогон на политичките неистомисленици? Како што предупредив пред 2 дена, поднесена е неоснована и неаргументирана кривична пријава против мене, надвор од секоја правна логика. Дали Заев и фамилијата оделе по логика да ме вклучат во кривична постапка без разлика дали има основа или не? Ме вклучуваат во случај во кој јас не сум имал, ниту сум можел да имам било какво влијание и поврзаност. Ми се става на товар, наводно неизвршување на инспекцијски надзор во спорно земјиште. Во конкретниот случај, каде што е раскинат договорот за закуп, Инспекторатот за земјоделство нема надлежност и увид врз државното земјоделско земјиште. Согласно член 56 од Законот за земјоделско земјиште, надзор на спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за земјоделство, а инспекцијски надзор на спроведување на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Државниот земјоделски инспекторат. За земјиште за кое се раскинати договорите, надлежност има, повторувам, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Потенцирам дека во периодот додека сум бил директор на инспекторатот, од страна на Министерството не е стигната иницијатива или било каков допис за надзор на спорното земјиште, ниту пак имало дојава на бесплатниот телефонски број во инспекторатот, или било какво известување од Министерството како договорна страна за земјиштето кое што било предмет на спорните договори. Доколку имало такво нешто, ви уверувам дека Државниот инспекторат ќе постапувал по службена должност. Надлежноста на инспекторатот е да прави редовни и водредни инспекцијски контроли врз актуелните корисници на државното земјоделско земјиште, како и да постапува по пријава, допрен глас или допис од Министерството. Ниту еден од овие услови не бил исполнет, а јас ниту сум знаел, ниту сум можел да знам дека има земјиште кое што се води како државно, кое не е под закуп, а се употребува. Орган кој требало да поведе иницијатива е самото Министерство за земјоделство, кој има ингеренција и обврска и истото да го стави на јавен оглас за доделување под закуп. Од тука, моето вклучување во било каква пријава во однос на конкретниот случај е без било какви аргументи и е целосно неосновано и има за цел само да ме замолчи. Заев и Љупчо, нема да ме уплашите, ниту да ме поколебате. Останувам рамо до рамо со земјоделците. Оние напатени луѓе кои што ги доведовте до питачки стап, кои додека вие газевте по црвени килими, они одат со скинати кондури. Вашето време поминува. Поминува времето на заплашување. Никој повеќе не ви се плаши, а најмалку земјоделците. Земјоделците ќе бидат граѓаните кои во најголем број ќе ве казнат на 12 април. Доаѓа време за одговорност. Доаѓа време за обнова на Македонија. Ви благодарам.